Време е за спорт заради тоа што ова е новото издание на Fair Play со Јана кој што вие го следите на телевизија Телма. А спортот што денеска го одбравме е одбојката. И тоа не со било кого, туку со гостин кој што на моја голема чест прифати да дојде овде во студиото на Телма. Тој е актуелен селектор на машката одбојкарска репрезентација на Македонија и универзитетски професор на факултетот за физичка култура, спорт и здравје, секако на катедрата за одбојка. Тој е човек кој што веќе 50 години е во светот на одбојката и тоа 40 години во низа со улога на тренер, не само селекторските функции, тој е познат и по богатата интернационална кариера која што има на клубски план. Кон крајот на 2025 година доби и високи државни признанија, меѓу кои наградата 8 септември, како и наградата за најдобра репрезентација, односно селекција што ја понесе машката одбојкарска репрезентација, што значи дека секако и од Македонија најпосле добива официјални признанија за сето она што успеа низ овие години да го направи за подобрување на одбојката на нашата домашна сцена. На сите овие теми и за неговите лични искуства како човек и како тренер во одбојката денеска разговараме со господинот Јошко Миленковски. Останете со нас. Веќе најавив дека нашата денешна тема ќе биде одбојката. Ќе кажам без тоа да звучи пристрасно, мислам дека е реален коментар. Нашите најдобри одбојкари, машката селекција, некако на еден посебно убав и природен начин ги освои симпатиите на македонската јавност и можеби не е спорт број 1 во Македонија кога се оние екипните во прашање, меѓутоа кога момците играат сепак успеваат и салите да бидат исполнети и јавноста да даде поддршка, меѓутоа ќе имаме и допрва шанса тоа да го направиме. Како и да е, малку повеќе за нашата домашна сцена, за националниот тим, но и за неговата богата кариера како тренер не само во Македонија, туку и надвор од нашите граници. Денеска ќе имаме прилика да разговараме со господинот Јошко Миленковски, прв пат во Fair Play, зашто сум многу среќна. Благодарам што сте овде и добре дојдовте. Добар ден, ви благодарам на поканата, многу ви е пријатно во студиото. Ги следам редовно вашите емисии. Искрено да ви кажам, очекував дека ќе еден ден ќе ме повикате, сега посебно кога сме актуелни во годината кога не очекува и уште една европска лига, уште едно европско првенство. Сум бил многу пати гостин во Телма телевизија, во времето кога бевме исто така актуелни како селектор на репрезентацијата, 2000-тите некаде отприлика, прва, втора до 7-8 година, и исто така како тренер на работнички во најславните денови кога бевме на вистина една од најдобрите европски екипи, кога во Скопје владееше и во Македонија вистинска еуфорија за одбојка. Ќе се потсетиме малку и на тие моменти, но добро, веќе кога ги спомнавте тие лични моменти на кариера и како тренер, трае доста долго. Вие сте 40 години во низа човек кој што работи како тренер во таа професија. Меѓутоа, вашиот последен клубски ангажман заврши некаде пред крајот на минатата година, ако не грешам. Да, последната сезона. Да. И сега тука некаде донесувате одлука дека е време малку тоа да се стопира. Не знам дали треба да речеме дека е крај или само некаква пауза. Зошто баш сега одлучивте така? Дали е крај, јас тоа не можам да го потврдам, можда малку мирување, малку одмор од сите тие активности, од сите тие притисоци и стресови, а исто така и со текот на годините се донесуваат такви одлуки. После десетина илјади тренинзи, 2000 надпревари, преку 100 надпревари со македонската репрезентација, клубски преку 2000 надпревари и 40 години без прекин во кариерата, значи без ни една сезона, пауза. Навистина беше време малку и за одмор, а и можеби да се посвета малку повеќе на нашата репрезентација, која очекува една многу важна година, уште една европска лига која ќе представува и квалификации за европско првенство и уште едно европско првенство кое би требало да биде круна на нашите кариери, не само мојата, туку и на неколкумина репрезентативци кои се веќе во одминати години, кои дадоа све за таа наша репрезентација и сега
се веќе пред крајот на нивните кариери, па можеби ете ќе биде еден момент навистина сите заедно да се простиме и од нашата репрезентација и од одбојката и да најдеме други начини како ќе помагаме за развој на овој наш спорт. Не знам дали е тоа некаква коинциденција или не, меѓутоа стартот на вашата тренерска, поточно тоа е селекторска кариера, е поврзан со Грција како противник, а вие сега оваа етапа, да речеме, ја заокруживте со последниот ангажман исто така во нашето соседство во Грција. Какво ви беше искрено искуството? Природно се наметнува тоа прашање. Тогаш беше една ситуација, сега може би малку поинаква, но тешко ли е да се биде професионалец, македонец во Грција? Па добра ви е таа забелешка, не сум размислувал на ова. Мојот почеток прв како селектор беше токму против надпреварот со Грција во Александрополис. Да, на во едни гостински. сложени не знам околности каде што имавме одредени проблеми политички, не спортски, меѓутоа повеќе политички. Се случи тоа да селекторот, поранешниот професорот Митко Циев, мој ментор и професор, не прифати да го води надпреварот со Грција заради името кое и тогаш беше проблем. Да. Па во тоа време, после неговото откажување, јас го превземав селекторското место негово и се задржав долги години и тоа беше прв надпревар со Грција. Еве, можда судбината така сака да последниот мој ангажман беше во Солунски ПАОК, екипа која е една од најдобрите во Грција, со која направивме одлични резултати, освојувавме и купови и така натаму, доста трофеи, така да, така се поклопија можеби работите. Пред се, таму бев заради близината со Скопје, заради работните обврски, така натаму, бев повеќе присутен тука, дома. Меѓутоа, искуството моје е секако позитивно, затоа што бев многу добро прифатен од сите и ПАОК ми остави навистина, ми останува во срцето како една од моите најдобри екипи кои сум ги водил и секогаш ќе бидам тука присутен и во Солун кога ќе играат важни надпревари, затоа што Да, лесно е да ги следите. Да. Така да искуството кое го имам таму беше навистина пријатно и едно од моите најдобри во мојата кариера. Да, човек сега можеби ќе рече дека сте овде, па има можеби малку повеќе време за одмор, но не е сосема така. Тука си ги имате и вашите други редовни обврски. Потсетувам, тоа го кажав и во најавата, дека вие сте се уште универзитетски професор. И сега може ли да направиме некаква споредба меѓу тие ваши две улоги? Има нешто што повеќе сакате или не се споредливи, да се биде професор и да се биде тренер? Од една страна двете се улоги поврзани од едукативен и воспитен карактер. Пред се за нашите ученици и студенти јасно е дека треба да ги едуцираме, дека треба да ги изведеме на прав пат, затоа што потоа тие ќе едуцираат и ќе воспитуваат нови генерации, наши ученици и студенти и така натаму, кои треба да остават трага во нашето образование, во нашиот спорт и во нашата фактички Македонија. Од друга страна, кај во нашиот спорт се бара навистина и ред, и работа, и дисциплина, пред се тоа што е најважно, и ние имаме поинаков пристап како тренери, како врвни тренери, отколку во нашиот образовен процес како универзитетски професори. Меѓутоа, едукативноста и она што треба да помогнеме на младите луѓе да излезат на прав пат, а на одбојкарите да направат врвни кариери, интернационалци, сето тоа на тој начин е поврзано, така да тука ја гледам поврзаноста на тие две улоги, многу важни пред се и во мојата кариера. Мене ми искрено многу важно да го слушнеме вашиот став за една тема што секако дека можете да ја одговорите и низ призма на професор и низ призма на тренер. Нашите деца, можеби во поново време, тоа е некаков мој впечаток, не сум сигурна дали во соодветен момент го учат моментот на надпреварување, на тоа дека во животот генерално ќе имаме ситуации каде што некој ќе биде подобар, некој во тој момент ќе биде полош, некој ќе победи, некој ќе загуби и сега треба
треба да се свати тој пораз, не треба човек да се разочара и депримира, но треба да се поднесе тоа и да се продолжи натаму. Кога мислите дека е време малку подобро да ги научиме децата на овие нешта, а не секогаш важно е да се учествува и не се секирај ако не победи ти беше добар, нели? Мислам дека во почетоците, кога се формираа нашите репрезентации со самостојувањето на нашата Македонија, пристапот беше поинаков, очекувањата беа поинакви и важно беше да се учествува, да се појавуваме секаде заради афирмација на државата, на името и на самата држава. Со текот на времето, како се развива спортот, јасно е дека веќе имаме афинитети да постигнуваме резултати. Не само во нашиот одбојкарски спорт, присутни сме, еве сега имаме и олимпијци кои учествуваат на олимпијадата, сите од нив очекуваме веќе да постигнуваат резултати со нивниот квалитет и со искуство. Истото е и со екипните спортови. Веќе ние сите настапи ни се поврзани со постигнување на одредени резултати, а не само да ја представуваме државата како представување и како афирмација, туку и да се постигнуваат одредени резултати. Од најрана возраст, конкретно од бојката, се почнувам на многу рана возраст, од 8 до 10 години, низ тренажните процеси, секој од тренерите, наставниците, јасно е дека практикуваат и одредени елементарни игри кои се поврзани со резултат, со успеси, и уште од тој период децата и е време да ги научиме на еден такмичарски дух кој треба да натаму во нивните кариери придонесе за ментална снага, за постигнување на резултати. Меѓутоа се разбира дека сето тоа не треба да биде претерано, затоа што може да има и негативни кај децата ефекти. Затоа тренерите се разликуваат по својот квалитет, има добри и лоши, оние кои можат да направат еден спортист и оние кои можат да речам да ја расипат кариерата на одредени спортисти. Овие нешта, сите овие елементи кои што ги набројавте, сепак се поврзани пред се со знаење, со стручност, ќе речам со наука. Меѓутоа, кај тренерите и спортистите, особено на надпревар, постои еден момент што се нарекува интуиција, момент на одлука, кој што е сега и не се повторува, нели? Тогаш е тоа што вие ќе одлучите дека е добро или не е добро да го направите. Епа, и додека бевте одбојкар, а и во времето кога работите како тренер, што повеќе ви помогнало? На што почесто сте се подпирале? На тоа што треба да го направам или тоа што чувствувам? Дека сега сакам да го направам, може би школски не е исправно. Прашањето и се на место и баш добри и се одлични така да за дискусија и да откриемете така некои нови моменти. Особено јас сум задоволен кога ние вклучуваме науката во спортот. Од самите мои почетоци се трудев затоа што со самото запишување на факултетот за физичка култура, а сега факултет за физичко образование, спорт и здравје, целта беше дека еден ден или ќе бидам наставник, професор или ќе бидам тренер. Фактички тоа беше целта и тоа е целта на нашите студенти. А ние сме научиле од нашите професори дека секогаш науката треба да ја применуваме во нашата работа во спортот. Од првите почетоци како тренер на работнички се трудев тоа да го направам со своите соработници. Имав за среќа секогаш околу мене добри соработници, наставници, колеги мои од различни области, посебно од делот на физичката подготовка, исхрана, опоравување. Без тоа нема спорт, нема резултати, и понатаму во делот на техничко-тактичката подготовка, а особено во подготовката на надпреварите, каде што ни се потребни статистички анализи, видеоанализи, каде што ги користиме искуствата на најдобрите статистичари, кои се, а јас имав среќа да имам покрај мене некои од најдобрите европски и светски статистичари. Значи, во тој дел, користејќи ја науката, ние ги постигнувавме сите тие резултати. Интуицијата, да, е кога вие водите еден надпревар, интуицијата ви зборува во кој дел и што да преземите во делот над преварот во одредени клучни моменти, и навистина тогаш треба да се има добра интуиција, да се има добро резонирање, да се чита ситуацијата и да се донесуваат правилни одлуки. Не е лесно, меѓутоа реков, потоа се познаваат добрите тренери кои
во право време можат да донесат правилни решенија. Може ли да одберете која ви беше најубава одбојкарска средина? И при тоа да ја направите следнава споредба, каде чувствувате дека најмногу поради дисциплината, поради системот, поради атмосферата и вие едноставно станавте подисциплиниран, попринципиелен, а каде можеби имавте најголема слобода, па и донесувавте можеби наједноставно одлуки по свое, без многу сугестии, притисоци? Одма ќе ви кажам, сето ова, на крај кој го споменавте, го има во својот работнички, односно работнички фершпет. Да. Многу генерации и во нашата репрезентација, каде со многу генерации од почетокот, од формирањето на таа репрезентација, го пробивавме, го трасиравме патот до денешните успеси. Фактички тоа беа експерименти за нас како тренери, во стручен штаб и за играчите кои првпат се сретнуваа со европски надпревари, со она што значи квалификации за европско првенство. Беше тоа еден период кога сите учевме и сите сакавме да направиме еден систем кој ќе се почитува, кој ќе се следи за да ни придонесе за постигнување резултати. Значи, долгите години во работнички фершпет ми овозможија да фактички да ја изградам својата кариера, каде што имав слобода, каде што имав одбојкари дисциплинирани, воспитани, најдобрите од нашата средина, од сите градови, најдобрите одбојкари, со цел да играме, да правиме резултати во европските купови и понатаму, како костур на таа наша македонска репрезентација, реков да го трасираме патот кон новите успеси кои фактички сега се постигнуваат во последно време. Во Турција, во најдобрите екипи Зират Банк и Мили Пианго, имав прилика да работам со најдобрите светски одбојкари, особено во Зират Банк, еден од најдобро организираните светски клубови, еве и ден денес, каде што бев тренер на најдобрите светски одбојкари од Полска, од Германија, од Србија, не знам колку продефилираа низ тој клуб и поминаа фактички низ мојот тренажен процес. Сосема е поинаква ситуацијата, пристапот, подготовките и така натаму, меѓутоа дисциплината постои секаде, особено со тие играчи тактичката дисциплина. Грција и ПАОК е сосема друго, каде што имаш слобода, меѓутоа тренажниот процес е сосема поинаков, знаејќи го менталитетот на спортистите во Грција. Фактички на овие простори сите скоро се исти по менталитет, меѓутоа ако се одредам за екипа и средина каде што ми беше најпријатно и каде што најдобро работев со најголема мотивација, тоа беше нашиот работнички во неговите најславни години, а тоа траеше десетина години. Дома си е дома, а тој е некој дел од тие златни периоди на клубски план. Знам дека следново прашање може би значело малку подолго време да се објасни, но еве ќе се обидете накратко. Што тоа толку лошо или неубаво се случи за од момент кога во, да речеме, XU периодот Македонија имала неколкумина македонци со статус на репрезентативци во југословенска репрезентација. Потоа, ако не грешам, 3-4 клубови кои што се надпреварувале на меѓународна сцена во одредени моменти дури истовремено, односно во рамки на југословенска лига. Реков, поединци што и светот ги знаеа се од Македонија одбојкари. До сега ситуација каде што клубската одбојка не сакам да звучам многу строга, меѓутоа на очаено ниво и како најсветла точка останува да не биде репрезентацијата, меѓутоа и таму наскоро ќе се случуваат промени. Зошто толку драстични разлики, каде најмногу се погрешило во овие години? Немаме доволно тренери, нема доволно интерес за одбојка. Ако велиме непопуларна, зошто да биде непопуларна кога на времето се барале билети плюс за да се оди на одбојкарски надпревар? Голема некако драстична е таа разлика. Емисијата можевме да ја почнеме и да ја завршиме со ова прашање само. Да, знам дека е долга тема, но една емисија, да. Сигурно некаде во сите тие чекори се направиле најголеми грешки за да ни се случи тоа. Во времето на работнички беше не само работнички, ајде да се вратиме, многу пати сум зборувал на тие теми, затоа што фактички историја предавам и на нашиот факултет, така да сите тие работи ми се во главата и можам многу да зборувам за тие историски факти и моменти. Ние имавме низ историјата во поранешната Југословенска лига, која беше една од најдобрите во Европа,
каде што имаше екипи на вистина многу квалитетни и голем број на одбојкари кои беа елита во европски и во светски рамки. Имавме и многу наши одбојкари во тој ранг и наши клубови. Затоа што некаде 81, 2, 3 во Југословенската лига играа истовремено 3 екипи во Југословенската лига, Работнички, Вардар и Борец. Од Македонија. Со испаѓањето на Работнички и на Борец 83-та, следната година Струмица влезе, значи ние имавме 4 екипи од Македонија кои играа во првата сојузна Југословенска лига и многу репрезентативци во сениорска кои беа костурот на југословенската репрезентација и тренери кои работеа и во младинските селекции на Југославија и во сениорските. Можеме да ги спомнеме и поимиња и Војче Синадиновски, Митко Циев, Таки Джиков беа и во јуниорските и во сениорските селекции на југословенските репрезентации, млади и сениори, а од одбојкарите навистина беа нашите легендарни одбојкари, најдобрите во тоа време. Богоевски беше и капитен на југословенска репрезентација, Тасевски, Србиновски и Јанков беа учесници на големи манифестации како европски првенства, манифестации, медитерански игри каде што и освојува и одредени трофеи, така до тоа беше златното време на македонската одбојка, во која и одбојката беше без лажна скромност беше спорт број 1 во Македонија. Потоа по известно време кога веќе дел од екипите испадна во втора лига, Работнички од прва во втора лига, па во Македонска лига, а со самостојувањето на Македонија, Работнички со доаѓањето на Фершпет, па баш во тоа време јас бев и тренер, така се поклопи тој момент и долги години, понатаму 10 години соработувавме со Фершпет како наш спонзор, не само во одбојката, туку и во кошарката, а тоа веќе беа и златни времиња на Работнички во наши македонски услови, кога игравме и европските купови, кога владееше вистинска еуфорија, како што рековте се бараше и карта повеќе, за се влезе во салата во градски парк беше скоро невозможно и многу долго пред надпреварот веќе салата беше исполнета. Тоа беа времиња кога Работнички постигнуваше и европски резултати и кога 15-16 пати поред ја освојуваше титулата во македонското првенство. Значи, имаме традиција, имаме историја. Понатаму, нашите познати проблеми финансиски, откажувањето на спонзори, многу од играчите интернационална кариера започнуваат и така натаму, веќе доаѓаме во ситуација да, конкретно Работнички ја има женската екипа своја, пак на шампионски патеки, во последните години освоивме неколку шампионски титули, таму сум како почесен председател, помагам повеќе, во организацијскиот дел. И имаме, се разбера, пред себе цел, сега посебно кога сум тука, кога немам така повеќе клубски обврски, да се обидеме да вратиме дел од сјајот на машката екипа на Работнички, она што представува Работнички, тешко да го вратиме во моментот, меѓутоа да се обидеме секако ќе биде од еден голем чекор. И вие ги имате, верувам, тие бројки, имате евиденција, вие сте во одбојката, за девојчињата се уште поатрактивен спорт, отколку за момчињата во овој момент? Збориме како масовност. Како масовност, можам сигурно да потврдам дека сме спорт број 1, затоа што најголем број од женската популација се во одбојката, значи многу девојчиња по број, сега не знам точна бројка, меѓутоа најмногу регистрирани одбојкарки, најмногу клубови и најквалитетен спорт во моментов женски е нашиот одбојкарски спорт, меѓу кои сме и ние како Работнички и уште неколку други екипи, и лигата е многу понеизвестна и поквалитетна од она што во моментот представува машката одбојкарска лига. Имав и чести задоволство овој период со неколкумина селектори македонски да разговарам, меѓутоа се надевам ќе се согласите дека генерално постои еден
да го наречеме проблем, можеби, за секој селектор, како да ја мотивира својата екипа, како да се обиде да го добие најдоброто од оние со кои што располага играчи, кога веќе со години, ако зборуваме за европска мапа, уште повеќе за светска мапа, ние немаме статус на фаворити на големите меѓународни надпреварувања и многу често и во јавноста е тој впечатокот за нас ќе биде добро ако таму отидеме, ако бидеме достоинствени, ако не загубиме, меѓутоа многу поретко разговараме за тоа дека ние ќе се бориме за некаква титула, нели? Тоа е генералната атмосфера во спортот. Знае ли тоа да ви биде тешко? Се сноѓате ли доволно добро со тој момент, сепак да биде и атмосферата и работата и амбицијата на ниво? Јас реков да, на почетокот, 94-5 година Македонија го одигра првиот надпревар во предквалификациите со репрезентацијата на Австрија. Тоа беше прв официјален надпревар на самостојна Македонија. И тогаш во тоа време нашата цел, нашите амбиции, зашто во групата, кога се квалификувавме во групата, игравме против една Југославија, игравме против Шпанија, против Данска, беа тоа репрезентации кои, да не речам, беше невозможно во тој момент да се добиваат. И тоа беа почетоците и тоа беше времето кога ние имавме желба да се надпреваруваме, да ја афирмираме државата и да учествуваме само. Меѓутоа, како одминуваше времето, со тек на времето, тие амбиции секако дека растеа и дојде време кога Македонија по четврти пат се квалификува за едно европско првенство. Значи, во овој момент, овие наши одбојкари кои ја прослави, ова генерација на одбојкари кои ги постигна најголемите успеси во понова време, нема никаква потреба да ги мотивираме, зашто на секој надпревар желбата и целта е победа, без разлика дали играме со Полска, европскиот и светскиот шампион, дали играме со не знам Луксембург или не знам кој, целта е секогаш истата, да ние одиме на победа. Нема потреба еден Георгиев да мотивираш, еден Љавтов, еден Владо Милев и така натаму. Тоа се одбојкари кои ни својата кариера поминале све, од најтешките моменти до најсветлите моменти, да не се навраќаме на периодот кога имаше големи проблеми од самата организација, кога се патуваше со автобуси, кога немаше можност да се... Ако зборуваме за финансиски средства, немало никогаш, мислам, што се однесува како... Да не бил нивниот елан и желба, можеби немало ни да учествуваме. Не го знаете тој податок, одбојкарите наши не се платени на подготовките, на квалификациите, на преварите, се работи се за одредени дневници, за одредени суплементи и така натаму, значи не се работи за никаква финансиска корист. Сите сме ние таму од љубов кон нашиот спорт и кон државата, затоа што сакаме да направиме резултат и за лична афирмација, меѓутоа пред се за афирмација на нашата федерација и на нашата држава. Значи сите одбојкари кои доаѓаат на подготовките и трошат скоро цело лето, тоа се 4-5 месеци напорни подготовки, патување над превари, се таму од голема љубов и рачунајте кога доаѓаат во едни такви услови да работат, значи ги води само една цел, љубов кон спортот, мотивација за постигнување на резултати. Така да ние како тренери немаме баш никаков проблем и никогаш не зборуваме од психолошки аспект затоа што се подразбира секој наш ден е посветен на подготовка на надпреварите, повеќе техничко-тактичка, затоа што знаеме дека психолошката подготовка и мотивација никогаш не Да, јас да го кажам во најавата и искрено го мислам, токму поради се ова што сега кажавте, јас би рекла дека сепак македонската јавност знае ова да го препозна и да го цени. Повторувам, можеби не се најпопуларни нашите одбојкари споредбено со другите спортисти, но и така како се почитувани, тоа искрено го мислам дека има такви кои сето ова го препознаваат. Сега не сакам да звучиме песимистички, но тоа морам да ве прашам. Што со македонската репрезентација, откако тие неколкумина носители на игра, што се, да речеме, пред завршување на своите кариери, веќе таму ќе ги нема во тој состав, и кога можеби најпосле и вас ќе ве нема како селектор? Тоа е неминовно. Доаѓа време кога секој играч треба да стави крај на својата кариера, некој побогата, некој посиромашна, некој со поголеми успеси, некој со помалку, меѓутоа со самото тоа што си репрезентативец на една држава, со самото тоа си остварил одредена цел и одреден сон, меѓутоа тој сон еден ден треба се разбудиш од тој сон и треба да ставиш крај на својата кариера.
некои од нашите, по големиот дел кои навистина последниве десетина и повеќе години дадоа се од себе, за тој сон да стане јавност, да се постигнуваат овои резултати. Навистина прекрасен период поминаа сите заедно, и ние како тренери и играчите како играчи репрезентативци. Меѓутоа, еве, време е дел од нив да се откажат, не да се откажат, него веќе биолошки не може ако може да кажем, природно, веќе е време за да тие улоги нивни ги преземат некои млади. За жал, како што рековте, ние многу немаме, машката популација немаме многу одбојкари кои може да ги наследат овие, барем не во моментот. Ќе треба многу работа, ќе треба стратегија, почнувајќи од Одбојкарската федерација, од самата држава фактички, ако сака еден спорт да развива, треба правилна стратегија и малку повеќе време, затоа што успесите на Ѓоргиев и другите репрезентативци не се постигнуваат преку ноќ и тешко е да се наследат. Поставено е високо, веќе. Тешко е да се наследат играчи со таков квалитет, а особено нивните резултати кои ги постигнуваат. Така да, мислам дека ова европско првенство ќе представува круна на кариерите на некои од играчите и заедно со нив и јас како дел од тој стручен штаб од таа репрезентација, мислам е време да се повлечеме и да најдеме други форми, други начини како ќе ја помагаме. Да, верувам дека ќе сте овде за да помогнете на оние што ќе треба да ве наследат, нели? Дека сепак ќе бидете тука на каков и да е начин за поддршка. Пред крајот на минатата година, нашиот државен врв, она што го препознава и знае како нешто што сте го направиле и оставиле за нашиот спорт, соодветно и го призна, односно го награди. Ми интересира како лично ги доживувате признанијата и 8 септември и она кое што селекцијата го доби како најдобар состав национален. Ви значи ли моментот што некој официјално кажува и нагласува дека се што сте направиле во овие 50 години е препознаено и значи на Македонија, на македонската спортска сцена? Навистина ми е многу драго, посебно титулата амбасадор, спортски амбасадор на Македонија, која ја искористив со моето присуство во Турција, каде што со нашиот амбасадор таму Звонко Муцунски имавме навистина извонредна соработка, организиравме приеми за многу амбасадори, спортски настани и така натаму. И во тој период се чувствував како вистински така еден спортски амбасадор кој ја афирмира својата држава и кој придонесува за развој на државата и на спортот. Меѓутоа, исто ова најголемо признание кое сум го добил беше последната наградата 8 септември, која на некој начин ми е круна на мојата 50 годишна кариера, која многу ми значи. И тоа е едно признание и доказ дека некој почитува, некој го цени ова што си го постигнал. И секако сум многу благодарен, се заблагодарив многу пати на сите оние кои беа кој ми ја додели ова награда. И не знам, мислам дека тие признанија сепак се доказ дека нешто работите, дека нешто сте постигнале и тоа треба да ги води сите тренери, да биде цел, преку добивањето на признанија, значи дека нешто си постигнал. Меѓутоа, уште поважно е ако видиш дека многу од твоите одбојкари со кои си работел, си им го променил животот, начинот на живот и си им помогнал во нивните кариери. Веќе не знам ни колку бројот, него знам на сите оние кои биле со мене преку мојот тренажен процес или учествува во клубот или во репрезентацијата, веќе се и живеат, направиле кариера интернационална и живеат во Холандија, во Германија, во Шпанија, голем дел и направиле успешни интернационални кариери. Тоа уште повеќе ми значи, уште повеќе ме радува, тоа е доказ за нашата успешна работа и за се она што сме го постигнале во нашите кариери и во нашиот живот.
кои се можеби и тие некои други параметри врз основа на кои што самиот цените докаде е вашата кариера и колку сте успеале да сработите како тренер, дали бидејќи видите во јавноста и кај спортските фанови најмногу функционираат бројките. Колку титули, колку победи, колку добри потези на терен и така натаму. Вие лично повеќе ви значат и ги броите вашите титули, вашите победи, успеси и на репрезентативни нивоа каде што сте биле селектор, или повеќе ви значи ако во некоја средина сте успеале вашата филозофија и вашиот систем да го наметнете па да на подолг рок нешто произведете? Бројките се едно, трофеите се едно, резултатите исто така. Тоа е она што е мерило за успешност на еден тренер, на еден спортист, постигнатите резултати и освоените трофеи. Многу тренерите се водат ни својата кариера со тоа да постигнат и да освојат што повеќе трофеи. Има многу, преку 50-54, ако сигурно тој податок го имате, го знаете, од кои 33 златни, што значи многу победи, многу успеси на секаде и со репрезентативните селекции, како селектор на Турција и со нашата селекција, меѓутоа и низ многу врвни европски клубови. Меѓутоа најважно од се и она што најмногу ме радува и она што го спомнавме денес е воспоставувањето на еден систем каде што ќе има работа, каде што ќе има дисциплина, систем што ќе носи резултати. А тоа беше најважното што го направивме тука и со нашата репрезентација и со мојот клуб Вершев. Долги години работевме за да створиме еден систем кој ќе го следиме и мислам дека тој систем не доведува до сето ова што сме го постигнале како тренери, како играчи, како спортисти. Мислам дека тоа е поважно од се и од освоените трофеи. Трофеите ги знаете вие лично, јавноста не ги знае, не ги брои како податок и ги слушне еднаш, меѓутоа она што си оставил за себе и си го направил и си го стекнал како име во спортот, тоа останува. Може би тоа важи како некое правило, дека за да добиете нешто што сакате, односно за да постигнете некој респектабилен, голем, важен успех, тогаш неопходно е тука во таа приказна да има и некаква жртва. Која мислите дека е најголемата жртва што сте направиле за да имате успешна кариера? Жртва на тренерската наша професија. Жртва е одделеност и живот на растојание, на оддалеченост од твоите најблиски, од семејството, многу пати и многу долг период од годината не сме заедно и мислам најголемите жртви на секој тренер е тоа што не е со семејството, со најблиските, кои се секако поддршка, меѓутоа поддршка од далечина некогаш. Не сме секогаш во можност да нашите најблиски да бидат со нас, на нашите патување, турнеи се разбира, меѓутоа и во нашиот престој во некоја екипа каде што работиме и тоа е, мислам, жртва повеќе на најблиските на семејството, отколку наша лична жртва, затоа што ние низ работата секојдневна, низ тренингот, низ нашите активности кои се целодневни, да не речам, и немаме време многу да размислуваме, меѓутоа сето тоа го трпат нашите најблиски и за нив е повеќе жртва. Значи, за тоа отприлика, меѓутоа не само моја, туку и на секој нешто се занимава со врвен спорт. Тренери има многу. Исто така и спортисти има многу, меѓутоа повторно ќе кажам има нешто што ги издвојува оние пред се кои заслужуваат статус на селектор, статус на репрезентативец, капитени кои се носители, да речам, на тој свет. Има некои карактеристики кои според вас неопходно е на личност да ги има, за да може да биде и селектор и репрезентативец на држава, значи да носи национален дрес. Мора да има. Рековме пред се, еден тренер се одликува со својата едукација, со степенот на своето образование. Добре. Има тренери образовани со највисок степен на образование, има тренери кои треба допрва да се стекнуваат со одредено образование, почетници и кои треба да го поминат тој тренажен процес. За моја среќа во кариерата ги поминав сите тие степени на образование, од FIVB левел, значи на Светска федерација, до завршен факултет за физичко образование, спорт и здравје, преку магистериум, преку докторската титула, преку универзитетскиот статус. Така да мислам дека по тоа можеме да ги разликуваме тренерите и тоа е најважно за еден тренер, меѓутоа мотивацијата
желбата и секојдневното учење на нови методи и методологии во тренажниот процес и се она што се случува во брзиот развој на спортот, не само одбојката, туку и сите спортови. Ако не се следи сето тоа, ако се затвориш во еден твој систем и не излегуваш од тој систем, значи тука почнуваат проблемите и тука завршува кариерата на еден, да не речем, стереотипен начин. Меѓутоа, ако се следат сите нови трендови, ако се следат сите контакти со врвни тренери, со врвни спортисти, за тренерите тоа е најважно. А за играчите е јасно. Играчите, ред, работа, дисциплина, мотивација и само откажување, спортски живот, откажување од многу удобности, од убав и лагоден живот. Кај спортистите тоа нема комфорт зона. Нема комфорт зона. Секој ден борба. Велат дека погледни кој се радува заедно со тебе, тогаш кога имаш успеси, тогаш кога ти е добро и тогаш кога сакаш да споделиш такви среќни моменти. Така што моето финално прашање ќе биде вашите успеси како личност, како спортисти, како тренер, ви донесоа повеќе пријатели или повеќе непријатели? Во секој случај пријателите се тука во многу поголем број. Лично непријатели како непријатели, јас во животот не сум се замерил во мојата кариера со никого. Секаде каде што сум бил присутен и во турската, и во грчката, и во туниската, и во нашиот одбојка, секаде сум важил за коректен во односот со моите колеги и секогаш спремен да помогнам на секого во тој поглед, во погледот на едукација, во погледот на тренингот, во погледот на подготовка на надпревари. Значи, сум стекнал многу пријатели од тој аспект. Меѓутоа, се разбира дека има и такви кои не го прифаќаат тоа, сето ова како резултати, како успех, како кариера на најдобар можен начин, од различни причини. Меѓутоа, верувам дека такви има многу помалку од оние што ми се искрени пријатели и од оние кои го почитуваат мојот животен пат и мојата тренерска кариера. Јас посакувам не само пријателите и македонската јавност, сите да се покажеме онака како што треба и за она што ви предстои на европската сцена, да дадеме една убава поддршка. Искрено, нашата редакција е фан на вашата репрезентација, така што ќе бидеме со вас. Затоа ви посакувам добро здравје и уште многу спортски успеси, додека имате енергија и елан сето ова да го работите. Благодарам многу. Ми покажавте пред се дека сте искрен љубител на нашиот спорт и фан на нашата репрезентација, меѓутоа и голем познавач на нашиот спорт и се она што се случувало низ историјата со македонската одбојка. Да. И посебно ми е драго што бев ваш гостин. Верувам дека ќе имаме прилика до почетокот на европското првенство повторно да се гледаме и да бидеме дел од ова наша успешна приказна која е долги години и продолжува и понатаму. Да, благодарам многу, ми направивте навистина голема чест. Ова беше господинот Јошко Миленковски, кој што е актуелен селектор на машката македонска одбојкарска репрезентација. Јас искрено се надевам дека ви се допадна овој разговор на тема одбојка, а доколку успеавме да ги исполниме вашите очекувања, тогаш не се сомневам дека повторно ќе гледате Fair Play во нашиот стандарден термин. Јас до тогаш ви посакувам се најдобро.